Над 16.000 слободни места во средните училишта. 1,5 милиони туристи во 2025. Фицо го блокира пакетот санкции од ЕУ. САД и Иран повторно на преговарачка маса. Среќа или задоволство, која е разликата? Истребувањето на птиците станува глобална криза, повеќе од 500 видови се загрозени. Полуматурантите кои не се запишаа во првиот рок во средно образование ќе имаат нова шанса на второто електронско пријавување што ќе се одржи на 30 јуни. Доставата на документи ќе се врши на 1 јули, а конечната ранглиста ќе биде објавена на 2 јули до 12 часот. Уписот се однесува на учебната 2025-2026 година. Министерството за образование и наука информира дека слободни се 16.034 места, од кои 10.758 на македонски наставен јазик, 4.781 на албански, 474 на турски и 21 на српски јазик. Од вкупниот број, 3.727 се за гимназиско, а 12.307 за стручно образование, со што се потврдува трендот на поголем интерес за стручното насочување. Во првиот уписен рок, од 16.601 пријавени ученици, запишани се 13.712. Поголем дел од нив избрале стручно образование, 9.469, додека во гимназија се запишале 4.243 ученици. По јазици, 10.172 ученици се запишале на македонски, 3.248 на албански, 279 на турски и 13 на српски јазик. Останатите ученици имаат можност во вториот рок да го изберат своето средно училиште, со значително поголем избор во стручните насоки, кои продолжуваат да доминираат во интересот на учениците. Македонија бележи значителен раст на туризмот во првата половина од 2025 година, со зголемување од 21,6% на бројот на туристи во споредба со истиот период лани. Министерството за култура и туризам очекува до крајот на годината земјава да ја посетат околу 1,5 милиони странски туристи, што представува рекорд во поновата историја. Најголем дел од туристите доаѓаат од Турција, со удел од 42% во вкупниот странски туристички прилив. Значителен пораст има и од Србија, особено во Охрид и Скопје, како и од Германија, Грција, Хрватска и Романија. Туристите од Бугарија, Албанија и Словенија остануваат на слично ниво како минатата година. Проценките се дека приходите од туризам би можеле да достигнат и до 500 милиони евра. Министерството најави планови за зголемување на туристичките капацитети, подобрување на инфраструктурата и насочување кон одржлив туризам со цел одржување на позитивниот тренд. Како дел од реформите, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ќе се интегрира во Министерството за култура и туризам, со цел поефикасно управување со туристичката стратегија на земјата и поголема координација на локалните и странски инвестиции. Словачкиот премиер Роберт Фицо стави вето на новиот пакет санкции на Европската унија против Русија, кој предвидува постепено укинување на увозот на фосилни горива. Одлуката е резултат на силната зависност на Словачка и Унгарија од рускиот газ и нафта, што представува клучен енергетски ресурс за нивните индустрии. Фицо изјави дека нема да се разговара за санкции додека не се пронајде соодветно решение за енергетскиот предизвик. Прво мораме да го дефинираме решението за овој проблем, па дури потоа можеме да разговараме за санкции, истакна тој. Дополнителен притисок доаѓа од руската компанија Газпром, која најави можност за тужба вредна 16 до 20 милиарди евра доколку Словачка го раскине договорот за долгогодишен увоз на газ. Самитот на Европската унија заврши без договор и за спорниот преглед на договорот за асоциација со Израел. Во документот беа пронајдени индикации дека Израел ги прекршил обврските за човекови права со своите дејствија во Газа и на западниот брег, но лидерите не утврдија јасен став за понатамошно делување. Ова вето ја отежнува усогласеноста на ЕУ во однос на санкциите кон Русија, а истовремено открива длабоки разлики меѓу земјите членки во поглед на зависноста од руски енергенци и политиката кон Блискиот исток. Американскиот председател Доналд Трамп најави дека Вашингтон планира нова рунда разговори со Иран за нуклеарната програма веќе следната недела. Разговорите доаѓаат по неуспешни 5 рунди, кои беа прекинати поради израелските и американските напади врз иранските нуклеарни постројки. Шефот на иранската дипломатија изјави дека Техеран се уште размислува дали продолжувањето на диалогот со САД е во интерес на земјата. Официјален Техеран го условува враќањето на масата за преговори со признавање на реалностите што произлегуваат од последните напади. Иранскиот преговарач Абас Аракчи потврди дека штетата на нуклеарните постројки е сериозна и дека техничките служби работат на проценка на последиците. Тој нагласи дека ова ќе има директно влијание врз идната дипломатска стратегија на земјата.
САД, од своја страна, се обидуваат со дипломатија да спречат нова ескалација на тензиите на Блискиот Исток, но во услови на зголемена недоверба од страна на Иран, напредокот во преговорите останува неизвесен. Вистина е дека живееме во ера што постојано ни налага да бидеме среќни, преку реклами, социјални мрежи, па дури и во секојдневните разговори. Но вистина е и дека среќата и задоволството не се исто, и токму разбирањето на таа разлика може да биде клуч за поисполнет и поавтентичен живот. Вистина е дека среќата е моментален емоционален одговор, чувство што се појавува кога слушаме убава вест, кога сме во добро друштво или кога уживаме во некое задоволство. Но таа брзо поминува. Од друга страна, вистина е дека задоволството е подлабоко. Тоа е стабилно чувство на смисла, сигурност и внатрешен мир, дури и кога не сме во високи вибрации. Психолошката разлика меѓу хедонистичкиот пристап и евдаимонскиот пристап исто така ја потврдува оваа разлика. Вистина е дека оние што го бркаат само моментот на среќа, често се чувствуваат фрустрирано. Луѓето кои градат живот базиран на вредности и цели, пријавуваат подлабоко и подолготрајно чувство на задоволство. Во секојдневниот живот, вистина е дека среќата може да се појави кога ќе купиме нешто ново, добиеме комплимент или доживееме нешто убаво. Но задоволството е тоа што останува, кога сме обкружени со луѓе што не прифаќаат, кога нашите избори се во согласност со тоа што го веруваме, кога чувствуваме дека правиме нешто значајно. Вистина е и дека можеме да ги имаме и двете, но не на начин што ќе ја бркаме среќата по секоја цена. Наместо тоа, ако градиме стабилна основа преку вредности, односи и прифаќање на сите емоции, среќата ќе доаѓа сама, кога најмалку очекуваме. Ако сакаме да изградиме вистинско задоволство, вистина е дека треба да поставиме вредности наместо само цели, да вложуваме во односи, да живееме доследно со тоа што го веруваме и, најважно, да прифатиме дека нема секогаш да бидеме среќни. И тоа е во ред. Тоа е живот. Вистина е дека среќата е момент, но задоволството е пат. И ако се фокусираме на градење живот кој е искрен, значаен и вистински, тогаш и среќата, таа тивка, ненаметлива радост, ќе биде наш чест посетител. Научниците предупредуваат дека светот се соочува со невидена криза. Над 500 видови птици би можеле да исчезнат за секогаш во следните 100 години, ако не се преземат итни мерки за нивно зачувување. Овој алармантен податок е објавен во списанието Nature Ecology and Evolution, а загубата би значела сериозен удар за природната рамнотежа од која зависи и човековиот живот. Главни причинители се уништувањето на живеалиштата поради земјоделството, климатските промени, ловократството и ширењето на грабливи видови. Научниците велат дека дури и ако сите закани магично исчезнат, околу 250 видови се веќе премногу блиску до истребување. Поради тоа, се бараат активни програми, одгледување во контролирани услови, обновување на живеалишта и враќање на птиците во природата. И покрај мрачните предвидувања има надеж. Калифорнискиот кондор и големиот воден бик се примери дека со вистински мерки загрозените птици можат повторно да заживеат. Но експертите нагласуваат, пасивната заштита не е доволна, потребна е глобална мобилизација и долгорочни стратегии. Според најновите податоци, речиси половина од сите птици на земјата се во опаѓање. Ако човештвото не реагира на време, тивката трагедија би можела да стане гласен пораз за целиот биосистем. Над 16.000 слободни места во средните училишта. 1,5 милиони туристи во 2025. Фицо го блокира пакетот санкции од ЕУ. САД и Иран повторно на преговарачка маса. Среќа или задоволство, која е разликата? Истребувањето на птиците станува глобална криза, повеќе од 500 видови се загрозени.